Hello и добродојсте во моето ново видео. Ова видео ќе зборуваме зашто се пресели во Германија. И што ме следат на Инстаграм ствари знаат, но ајде за вас да кажам дека и сакам да ви го покажам градчето ствари кај што се наоѓаме моментално и да видите што имаме, поточно што немаме. Многу е мало местото, сладко е, али е планинско место и најмногу се радувам заради тоа што искрено има многу чист воздух, има многу снег, зимно време и се тоа ќе може да гледате. Како што може да приметите по мојот аутфит, тука иако има сонце веќе е доста ладно и мислам за нас кои што сме навикнати на многу потопло во Македонија, овде каде е буквално ладно и зимно време па да не правиме муавет, ама веќе сонце се заби, што ви рекла ја, и без текстил палто надвор не можеш да излезеш. Градчето е мало, како што ви кажав, и има доста стари луѓе, доста германци, и малце е чудно заради тоа што нели во Германија има доста, што би рекле они аусландери, ама тука кај што сме ние не е баш така како во поголемите градови. Искрено јас се уште не сум спремна да би отишла во некој поголем град, заради тоа што знаете дека овие 3 години имав буквално 3 месеци тука, 3 месеци тамо и се уште не сум адаптирана и навикната на ова место. И заради тоа одлучивме се таде да останеме барем уште некој период, додека јас не се опуштам за јазик, додека не се снајдам, чекор по чекор, па ќе стигнеме до нешто што сме го сакали двајцата. Денеска одлучив да носам со мене, да ви го покажам местото какво е и да видите ствари овој мир нема цена. Јас тоа така би го опишала. Ништо што сакам да кажам е тоа дека тука луѓето се многу ладни, но има и такви кои што наистина знаат да ти помогнат, да ти пружат рака и да ти направат муавет и да се доста и гостопримливи, но ретки се тие и нормално знаете дека што погоре идете уште поладни се луѓето, така да се навикнуваш со текот на време. Јас кога дојдов прв пат во Германија, кај таде бев као таде кај дојдовме и кај те натарам да потпишеш договор буквално, ама сега навистина ми е многу убаво и некако мирно е. Значи мирот си го наоѓаш и мислам дека кога се враќав во Македонија, иако нели ми е моја родна земја, ми беше многу чудно заради тоа што тука буквално да нема коли, само птиците ги слушате и тоа е тоа. И некако ми фалеше дека бев во Македонија, ама сега сум веќе тука и се ќе биде подругачија. Кога сме кај луѓето, сакам да кажам дека се доста културни и да не те знаат на улица, знаат да те поздрават или да те прашаат нешто и така натака, што за разлика од кај нас е тоа малце подругачија, малце повеќе, али се зависи од покрајината, таков и народот. Ние моментално сме во овие згради овдека горе и тие згради се руски, но наскоро ќе се преселиме во нашиот нов стан и ќе ви го снимам и тоа е. Инаку кога сме кај снимањето, јас мислев дека само во Македонија така ќе ме гледаат, дека тука нема ме гледаат така чудно, ама и тука има чудно. Очигледно дека 90% од луѓето снимаат со телефон, јас снимам со апарат и е малце по така интересно. Али позитивни се и коментарите и вака на улица кога се движам, осеќаш како зрачат луѓето кога те гледаат додека се снимаш, поточно ја осеќаш тоа на позитивна и интересна енергија. И сега, зашто се преселив во Германија е добро прашање кое што некои луѓе се уште ми го поставуваат и јас само ќе кажам поради љубов. Зошто е тоа така? Заради тоа што тие што ме пратат, пак ќе кажам на Инстаграм, знаат уствари што и како се случува. Таде играше во Македонија, инаку таде е словенец и игра ракомет. Додека играше во Македонија, живеевме тамо, потоа се пресели во Словенија, во неговата родна земја и на крај дојдовме во Германија заради тоа што тука реално можеме и да напредуваме и многу подругачие е животот за разлика од кај нас. Но на почетокот не бев заради тоа што, како што кажав, германците се доста ладни луѓе и не знаев јазик, едноставно
пола фамилија, иако ми е тука, најблиска фамилија. И од на мајка ми, од на татко ми страната, јас бев секогаш онака не идам во Германија. Они биле многу пати во Германија, ја немав дојдено во Германија и некако одбивност имав кон оваа земја. Али на крај јас се преселив овдека и сакала никела, ќе морам да го научам јазикот и да се навикнам на животот овдека. Секој почеток е тежок, што би рекла јас, али со текот на времето сметам дека можеме многу побрзо да напредуваме тука, многу побрзо да дојдеме до некои цели кои што ги имаме во животот, за разлика од други места, иако морам да напоменам дека не е така сјајно во Германија како сите што мислат, германска плата или у Германија се лесно, не. Оние кои што се тука многу добро ќе ме разберат, заради тоа што можеби порано било многу полесно за многу работи, ама сега е многу тешко и стварно треба многу време и треба добри луѓе да имаш и ред други работи. Мојата цел и идеја е да дојдам тука, нели, да биде секој што треба, да сум сватади, што е најбитно, да живееме како што треба, да чекориме напред, да научам јазик и потоа да си го преселам мојот салон овдека. На почеток нема да работам со шминка и со ногти, но затоа отворив YouTube канал каде што ќе може да учиме заедно, да се шминкаме, да правиме заедно ногти и да ви олеснам на некој начин, да може тоа и дома никогаш да си го направите, да не треба да одите на професионална шминка или да знаете сами да си направите барем гелак, ако ништо друго повеќе. Така да ќе биде, мислам дека интересно и покрај тоа што ќе учиме да се шминкаме, да правиме ногти или да правиме, да стилизираме коса и така натака, ќе одбираме заедно аутфити, ќе споделувам со вас каде ќе шетаме, што ќе правиме, секојдневен живот и ред други работи, да не должам. Така да сега малце ќе ви покажувам како е овде и уживете. Искрено кога се преселив и кога ги гледав овие удолници и угорници, јас мислев дека нема никогаш, буквално никогаш да се скачувам, ама очигледно не е тоа така и многу често се случува да отидам до центар по овој пат и многу често се случува да отидам во центар пешки. Дури зимно време се случуваше тоа со пријатели од тука кои што се жени исто така на спортисти и ќе се симнеме и ќе се качиме нагоре. Едноставно добар тренинг, иако малце било никогаш тешко заради тоа што едната пријателка има детенце и беше бебе и моравме колички да носиме. Ама интересно е. А сега ќе ви покажам зашто ствари го зборам тоа, бидејќи навистина е многу страмно навика и кога се качуваш, али и кога се симигаш нормално, али е доста интересно. Искрено овдека куќите се многу слични и прв пат видов дека има куќи како буквално еве како што е на оваа куќа овдека, како од риба. Ајде, оваа не е толку многу не потсеќа така, ама оваа што е белата овдека или овие што се горе пола направени, потсеќаат буквално како мермер или камен од риба, како на риба доаѓаат така изгледат и се доста интересни и на даде многу ми се свиѓа такви куќи, за разлика од мене воопшто не ми се свиѓа. Ама тоа, тука 90% се куќите со шпица с кров, заради тоа што има навистина премногу снег и да не им се уништи нешто. Искрено кога се преселив и кога ги гледав овие удолници и угорници, јас мислев дека нема никогаш, буквално никогаш да се скачувам, ама очигледно не е тоа така и често се случува да отидам во центар пешки. Дури зимно време се случуваше тоа со пријатели од тука. Кажам зашто ствари го зборам тоа, бидејќи навистина е многу страмно навика и кога се качуваш, али и кога се симигаш нормално. Искрено овдека куќите се многу слични и прв пат видов дека има куќи како буквално еве како што е на оваа куќа овдека, како од риба. Ајде, се куќите со шпица с кров, заради тоа што има навистина премногу снег и да не им се уништи нешто.
Нешто што исто така сакам да кажам, тука што е предност е дека има доста продавници освен IKEA за домаќинство и така натака. Една од моите омилени дефинитивно продавници е Action, заради тоа што у Action буквално имате од градина до внатрешен дизајн, до јадење, до све и свашта. Значи буквално што год да ви падне на ум можете да најдете тамо и е многу ефтино, искрено, и да видите што све има тамо и тоа ќе го гледате во некој од следните видеа кој ќе биде објавено за самото преселување и како изгледа станот, а како ќе биде ние како ќе го направиме. Не знам дали може да видите, ама ова е стварно тренинг, така да све е у долница и у горница, надоле е се уште стрмно, така да полека и онда негде кај веќе центарот уште. Инаку, ова е веќе почетокот на центарот. Инаку кога сме га е храна, овде имаме два ресторана кои што се навистина предобри и се кинески ресторани. Имаме еден грчки ресторан, имаме една многу добра пицерија, тоа е албанска пицерија. И уште еден кафич кој што има и благо и кафе се напиете, мислам многу малца ствари има и за донар да се јаде и така натака, ама искрено бидам, цените им се малце у плафон за разлика од тоа дека се наоѓаме во мало место. Пак ќе кажам според тоа колка ви се примањата и не се нешто премногу, ама јас ќе кажам гледајќи од тоа во Македонија колку е да се напиеш кафе, да јадеш. Не знам дали ме слушате, ама толку почна да дува, тоа е неверојатно. Тука буквално од секунда во секунда се менува времето и веќе искрено да бидам, има и доста облаци, така да може да почнем врне. Малце се затемни, ама тоа што е, веќе сме навикнати ние на ова време. Буквално од вакво и секунда имате вакво време. И за крај, доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, ставете subscribe и коментирајте. Се надевам дека колку толку ви приближив местото, да видите како изгледа. Не е нешто спешал, не е нешто големо, но за почеток и за старт е одлично, така што најбитно е како се чувствуваме и најбитно е да сме заедно со Тадеј, така да се гледаме наскоро во некој следно видео.